molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevot smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebesen, i milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susi od razum, srce, duša, veruvam vo Isu. Mir vam, Tatko moj, ti blagodaram što mi podariš jedan den. Ti blagodaram za tvoja ta ljubav. Ti blagodaram za tvoja ta milost. Ti blagodaram što go isprati tvoj jedinoroden sin Isus Hristos, toliko ne vozljubi, ne za da mu sudi na svetod, toku sveto da se spasi preku nego. Ti blagodaram što mi dade darna verba da poveruvam vo Isusa, o moj od Gospod i Spasitelj, zašto je pišano vo svetoto pismo, koji će go povika moje to ime, ke bide spasen, veli Isus. Ti blagodaram, Tatko nebesen, što ovije tvoji slova se živi, poostri od sekakov meč, te molim da gi dopracite onije koji imat potreba od tvoja te ljubav, da gi iscelat skrušeните po srce, mirot tvoj da im go dadat, zašto ti veliš, mirot svoj vi go davam. Milost sakam veliš, a ne žrtvi, da ne gi otvorat srcata za ljubavta, бидејќи овде сме на оваа земја, на оваа долина сенка смртна, дојдени за да научиме да љубиме. Ти благодарам, Татко небесен, што ме повика да ти служам, да ги озвучувам овие твои живи слова, да ја пренесувам твојата љубов, да бидам избран сад за свечена употреба. Прво писмо, послание до Коринтијаните, втората глава на апостол Павле. Коринтијаните овде во Македонија. Денеска Македонија поделена, разделена. Сатанската стратегија е да разделува, како што е поделено и Христовото тело на деноминации. Така и Македонија поделена. Македонецот е инаку метафора, иако и денеска и народ на човек кој го повикува Бог, бидејќи е добро пишано. Дојди во Македонија и помогни ни, Македонецот, и тој процес на барање на помош од Бог не е прекинат. Денеска на Македонија исто така потребно голема помош, зашто сами не можеме, зашто овој свет е отпаднат, го владее сатаната, ова е долина на сенка смртта, и еве што вели апостолот Павле: и јас, браќа, кога дојдов кај вас, не дојдов да ви го соопштам Божиото сведоштво со возвишена беседа или мудрост. Божиото сведоштво е дека Бог ни дарувал живот вечен, сведоштвото е тоа, и тој живот доаѓа преку неговиот син. Значи не дојдов да ви го соопштам Божиото сведоштво со возвишена беседа или мудрост, бидејќи бев решил, значи секој од нас треба да донесе решение, да не знам ништо друго,
iako целиот свет го придобија и изгуби душата, да не знам ништо друго што ќе ти е, да не знам ништо друго освен за Исуса Христа и тоа распнатиот. Исуса Христа, тоа е тоа што треба да го знаете. Другото знаење може би ви помага во овој лажовен свет, но тоа е краткотрајно и беззначајно во оној вечен живот каде што треба да одите. Сведоштвото е оваа дека Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во Неговиот Син. И јас пристапив меѓу вас со немоќ и страв и со голема растрепереност. И словото мое, кое не е мое туку на Исуса, односно на Отецот Небесен, и проповедта моја, исто и мојата, не се состоеше од уверливи зборови на човечка мудрост, туку во покажување на духот и силата, не во уверливи зборови на човечка мудрост, туку во покажување на духот и силата. Ако сеќавате сила и дух во овие слова, тогаш тоа не е човечка мудрост. Та верата ваша да не почива на човечка мудрост. Верата ваша да не почива на човечка мудрост, како што се поделени црквите, Христовото тело, деноминациите, според човечка мудрост. Верата ваша да почива на сила, на силата Божја. На сите што го примија Исуса, им даде сила да станат синови Божји. Ние сепак ја проповедаме мудроста меѓу совршените. Оние што тргнале да се усовршуваат во љубовта, зашто овде сме на земјата да научиме да љубиме како што тој не возлюби. Зашто заповедта е љуби го својот ближен како самиот себе. Ние мораме да научиме да љубиме. Ние не мора да научиме да мразиме, бидејќи тоа е внатре во нас. Ние сме сатанска отпадната природа. Нашето тело е сатанско, гревовно. И душата треба да избере дали ќе го избере Исус и живот, и ќе чекори во љубовта, ќе прави дела на љубовта, ќе ги љуби сите, нема да ги осудува, нема да ги дели, нема да се дели во деноминации, да ги отврва тие што не се од нивните. Зашто и тоа е сатанска стратегија, како што Македонија е поделена, така и телото македонско, односно црква. Црквата Исусова поделена. Ние сепак не ја проповедаме мудроста меѓу совршените и ние сме овде да се усовршуваме во љубовта, за да бидеме слободни на судниот ден. Но не мудроста од овој свет, ниту пак она на владетелите на овој свет, кои се минливи, кога се почива некоја црквана доктрина на човек, тогаш добро размислете каде завршува човечката мудрост и почнува Божјата мудрост. Туку ја проповедаме Божјата мудрост, сокриена во таинство, сокриена, ќе видите зошто е сокриена, која Бог ја предодредил уште пред вековите, за наша слава, за ваша слава, односно за наша слава. Не се работи за наша слава, туку да сватиме дека, да разбереме дека се преобразуваме од слава во слава, не да си даваме слава еден на друг. Славата е Негова. Ние си даваме слава еден на друг, а не ја знаеме Божјата слава. Славата е Негова, кога некој ќе почине, се вели слава му. Не, славата е на Бог. И Бог вели, јас не примам слава од човек кој сами од себе се слави, која никој од владетелите на овој свет не ја спознал мудроста, зашто ако ја беа спознале, немаше да го распнат Исуса. Господа на славата, евреите, ги имаа пророците, ги имаа записите, ковчегот на заветот и го распнаа Исуса. Дојде кај своите и своите не го примија. Дојде кај своите и своите не го примија. Вие ќе дојдете кај своите, ако чекорите по Исус и своите нема да ве примат. Но како што е напишано, оно што око не видело, што уво не чуло, што умот не помислил, тоа Бог им го ветил на оние кои го љубат. Што око не видело, што уво не чуло, што умот не помислил, тоа Бог им го ветил на оние кои го љубат, а нам пак ни го откри тоа Бог. Бог ни го откри, нам пак тоа Бог ни го откри, Бог открива, не човек. Тоа Бог преку својот дух, преку духот, зашто духот продира во се. Духот продира во се, па дури и во длабочините Божји. Ако светиот дух, односно духот на Исус, односно духот на Отецот живее во вас,
вие ќе можете да продирате во се колку што ќе ви даде духот, бидејќи кој човек знае што има во човекот, освен човечкиот дух кој живее во него. Значи, го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во душата дух животен. Духот е на Бог, но отпаднатите духови, демони, духовната природа, се спротиставија на Бог и од ангели стануваат демони, слуги на сатаната. Па така Божиото не го знае никој. Ова подразбира и ова. Божиото не го знае никој, освен Божиот дух. Значи, не може човечка мудрост да ве подучува за Светото Писмо, само духот, а духот се гледа во силата. Ако има сила во Евангелието и во проповедта, тогаш ќе видите дека духот подучува. Но ние не го примивме духот на овој свет. Видете, духот на овој свет, сатаната, туку духот кој доаѓа од Бога, а духот на овој свет е спротиставениот дух, сатанскиот дух. Ние, значи, го примивме духот од Бога, за да го знаеме она што ни е дарувано од Бога. Значи, морате да го знаете, да го примите духот на Бога, а тоа е еден процес да дојдете пред Исус, да се откажете од себе си, од својот живот, од своето тело, од својата душа, од своите мисли и да му дозволите Исус да мисли, Исус да живее, буквално кажано, и во вашето тело да го придадете за богоугодна жртва, па тоа и го проповедаме, не со зборови научени од човечка мудрост, не со зборови научени од човечка мудрост, библиски школи, лидерски конференции, не, туку научени од Светиот Дух, научени од Светиот Дух, толкувајќи го она што е духовно со духовни поими, она што е духовно со духовни поими. Значи, ние можеме да го толкуваме Светото Писмо телесно и нема да го разбереме. Ќе разбереме некакви приказни слики, убиства, откажувања, фантазмогории. Ние сега зборуваме, куц, биди мирен, ние сега зборуваме за она што Духот го дава. Телесниот човек, пазете сега, телесниот човек не го прима она што е од Божиот Дух. Телесниот човек не го прима она што е од Божиот Дух. Го повторувам ова да го разберете кој е, што значи телесен човек. За него тоа е безумство и тој не може да го разбере ова, ако му го кажуваш без дух. Затоа што треба со помошта на духот да го испита. Кога ќе видите некој проповедник и ќе ви убедат некои деноминации дека тоа е сатан или не знам, затоа што тие се поделиле во своите доктрини, како да речам деноминации со човечка мудрост, го поделиле Исуса. Го поделиле знаењето на Библијата. Едни ви велат вака, други велат така, читаат иста книга, и ќе ви кажат на кој начин, како треба да го славите Бог, зошто да го славите, во колку саат да го славите. Ако вие излезете од тој круг на деноминации, како во политичките партии во Македонија се појави друга партија, односно духот доаѓа, вие ќе го осудите. Затоа со помошта на духот треба да се испита. Духовниот пак човек испитува се, а него никој не може да го испитува. Духовниот човек испитува се. Кој е тој духовен човек? Па тој што повеќе не живее телесно, ќе видиме понатаму. Некои работи не можат да се објаснат наеднаш, туку треба полека и ќе видиме зошто. Зашто кој го спознал умот Господов, тада го објасни. Кој го спознал умот Господов, тада го објасни. Интересно, и тека ќе дојдат луѓе, ќе знае Библијата, цитира, се фрлаат со цитати, се расправаат, се маваат со цитати, а не ја научиле единствената лекција која е важна од Светото Писмо од Исуса Христа, а тоа е да го љубат ближниот свој како самиот себе си, да го љубат непријателот свој, да ги благословуваат оние што ги колнат, молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Да го љубат непријателот, да му дадат вечера на непријателот, да му стават жар на главата. Не научиле, а се цитираат со цитати, фрлаат со цитати како со камења.
Има еден стих вика има време за собирање и расфрлање на камењата, зашто кој го спознал уште еднаш ка умот Господов да го објасни. А ние во кои живее Исус имаме ум Христов. На едно место вели секоја мисла да му биде покорна на Исуса Христа. И еве го апостолот Павле, јас, браќа, не можев да ви зборувам како на духовни. И може би јас не можам да ви зборувам како на духовни, туку како на телесни. Значи имаме духовни луѓе. И тие ќе ги забележите по начинот на движење, по начинот на однесување. Значи јас не можам да ви зборувам како на духовни, туку како на телесни. Како на деца, како на мали деца, како на бебиња во Христа. Бебиња во Христа дознале дека има некој Христос, само што сте се родиле во Бог и мислите дека сте спасени. Вие сте се уште бебиња во пелени, со млекове напоив, со цуцла. Така вели апостолот Павле, тоа не е запишано случајно, со млекове напоив, а не со јадење, зашто уште не можете да го примите, а и сега уште не можете ова живо слово и Исуса да научите да љубите, да пораснете, бидејќи уште сте телесни. Ако сте се родиле во Христа, сте го прифатиле за Господ и Спасител, може би само зборовно, декларативно, а не на срце. И на вистина, штом меѓу вас има завис, кавга и неслога, не сте ли телесни и не живеете ли како обични луѓе? Значи, било во црквата, во земјата, во семејството, штом меѓу вас има завис, кавга и неслога, тогаш сте телесни и живеете како обични луѓе, а телесниот човек не може да го разбере Светото Писмо. Тешко му е да чекори во љубовта, зашто е се уште мало бебе и со млеко го храни, зашто кога еден вели јас сум од Павлов, а друг јас сум Аполосов, не сте ли тогаш телесни? Еден вели јас сум од оваа црква, јас сум од таа црква, јас сум од третата. 3 деноминации големи католици, православни, протестанти, а интересно здружени се расправаат за толкувањето на Библијата. Неофицијално меѓу себе се нарекуваат секти. Официјално едни се молат за мртви, други не се молат, едни се молат вака, други така, едни имаат икони, други немаат, едни се молат на Богородица, други само на Исус, други само Светото Писмо и мислат дека се спасени. А сепак седат заедно во библиско здружение. И тој вели, не сте ли тогаш телесни? Што е, впрочем, Павле, што е Аполос? Што е тоа едната црква и другата? Не се ли тие служители преку кои вие поверувавте, ако сте поверували, тоа според она, колку кому Господ му дал? Колку кому Господ му дал, така ја разбираат Библијата со човечки ум, телесно. Јас посадив, Аполос полеа, еден направи ова, но Бог направи да израсне нашиот Отец на небесата. Затоа ниту пак оној кој сади е нешто, ниту пак оној што полева, туку Бог кој прави да израсне. Бог кој прави да израсне, Бог исцелува, Бог евангелизира, Бог прави, ако сте вие способни, ако сте се отворили, ако сте му го предали својот ум и своето срце, вашиот ум и вашето тело во богоугодна жртва и вашата душа и во вашето срце секој очекување вели Исусе те сакам, тогаш ще ви е избран сад и можете да го проповедате Светото Евангелие. Кој сади и кој полева се едно, секој ќе ја добие својата награда според својот труд. Ние сме му соработници на Бога, а вие сте Божја нива, Божјо здание, според Божјата благодат што ми е дадена, јас како мудар градетел поставив темел, друг надзидува, само секој нека пази како надзидува, темелот е ова. Зашто никој не може да постави друга основа, освен она, а тоа е Исус Христос. Не можете да прогласувате црква за секта и сатанска, човек што го слави 24 часа Исус Христос. Видите, кога ќе дојде Светиот Дух, вие ќе го славите Исуса, тоа е познато. Ако некој дзида врз таа основа, со злато, сребро, драгоцени камења, дрва, сено или слама, материјалот не е важен. Не е важен. Дека има духовен храм, зборуваме за духовен човек, зборуваме за
храмот на небесата во Ерусалим, каде што храмот ќе бидат Отецот и Агнето и Исус. Сечие дело ќе се покаже јасно судниот ден. Судниот ден ќе го покаже. Сега можеби не се гледа. Судниот ден ќе го покаже, зашто преку оган ќе се открие и огнот ќе испита какво е делото на секого. И ако делото на оној што зидал остане, тој ќе прими награда. Видете, огнено езеро, мојот Бог е оган што изгорува. Оган што изгорува и затоа првиот свет грешен помина низ потоп, потоа Господ даде виножито завет дека нема повеќе да го потопува светот во вода, а сега ќе помине низ оган да се прочисти како драгоцено сребро или злато, и тој ќе се прочисти, тој што ќе помине, а другиот оди на ново прочистување. Или некои како што веруваат во вечно проклетство, зашто Бог не е сатрап. Ние сме во една животна драма и секој ќе добие можност безброј пати, зашто љубовта не престанува. Тој вечно не се лути, пишано во Светото писмо. Повторно да се спаси. И што е важно, дали вие се молите за мртвите и дали верувате дека има вечно проклетство или не. Ако денеска не умеете да љубите, вие сте од падната природа, вие сте се уште телесни и не можете да го разберете Светото писмо, бидејќи уште сте телесни. Уште еднаш кога се вратиме 1 Коринтијаните 3 глава 3 стих. И на вистина, што меѓу вас има завист, кавга и неслога, не сте ли телесни, не живеете како обични луѓе, а пред тука вели телесниот човек. Значи, ако има кавга, завист и неслога, телесниот човек не го прима она што е од Божиот дух. За него тоа е безумство и ова е безумство. И духовното толкување на Светото писмо на телесните им е безумство, и затоа се поделиле и се раскарале. И тоа е сатанската стратегија да го раздели Христовото тело, и тие поделените одредуваат како ќе го славите Исуса, зошто ќе го славите, во колку часот ќе го славите, на кој начин ќе го славите, и сите други ќе ги прогласувате за нељубов. Овде пишува: мојот татко е љубов и кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Кој не го љуби братот свој, 1 Јованово, пребива во смртта. Духовници телесни, дали го љубите братот свој или се уште пребивате во смртта? Дали сте телесни, го разбирате Светото писмо, тоа може да се разбере само со дух? Дали почивате на човечка мудрост во доктринарните цркви, а не разбирате дека Духот Божји, каде што е Духот Божји, таму има слобода, не може да се затвори во тегла, во ограда, во доктрина. Тој не е ексклузивно право, немате вие лиценца на Светото писмо и да кажувате како и што е. А не сте ја научиле првата лекција, се уште сте бебиња, да љубите. Татко мој, ти благодарам што и во овој ден беше во моето срце. Нека твојата љубов преку овие слова ги допре сите скрушени по срце. Нека им го даде твојот мир. Нека ги исцели, Господе. Нека им даде дар на верба. Нека продре во длабочините, да исчисти се што не е од тебе, да го повикаат твоето име Исус и да се спасат. А јас, раб Божји, срцем и духом и душою твоју, своју, односно твоју, зашто ти си ме создал, глаголав молитву: Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде не мојата, волјата Твоја, лебот наш насушен, како на небото, така и на земјата, за да можеме да се вратиме на небото. Лебот наш насушен, дај ни го денеса, тоа е ова. И простини ги во дух, словото во дух, и простини ги долговите наши. Дали ви им ги простувате долговите наши и ваши, за вам да ви ги прости, како што и вие им ги простуваме долговите наши. И не воведи во искушение, тој не воведува во искушение не воведува нашата поход. И изведи не воведи во искушение, зашто Твое е се, и силата е Твоја, и славата е Твоја, и царството во сите векови и во векови. Амин. А ти, брате и пријателе,
Ako сеќаваш жет за Божјата љубов, можеш каде и да си, да клекнеш во понизност, да се покаеш за сите твои гревови, да се откажеш од гревот и од сатаната, да го повикаш Исуса. Кој ќе го повика со чисто срце? Тој ќе те слушне. И потоа да чекориш по патот на љубовта, да го слушаш, да го живееш Евангелието на љубовта, Евангелието на мирот, и да ја шириш благата вест дека Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во Неговиот Син Исус Христос. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Слава ти, Господе Исусе Христе. Na kolena vo molitva pokajnička prosti mi se odkažav od grevot smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, site da gi ljubam kako ti. Че да Божи сите сме во љубовта, Татко мој небесен, и милост Божја ме облеја, мирот свој ни го даруваш, со сиот разум, срце, душа, верувам во Исуса. Татко мој Nebesen,